Штипското комунално предпријатие ИСАР годинава ќе ја заврши со добивка. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Ангел Бојаджиев денеска потенцираше дека како најголемо јавно предпријатие за 2017 година планираат низа на проекти во делот на изградба на водоводна и канализациона мрежа, како и современи услови на двата пазари во Штип, кои ќе бидат модернизирани со поставување на дрвени куќички за продавачите. Продолжуваат и со исплатата на долговите кои ги имаат за кредитот на име камати кон Министерството за финансии, а кои изнесуваат околу 1,5 милиони евра. Кредитот беше земен во 2001 година за реконструкција на старата водоводна мрежа. Редовно ги сервисираме долговите од кредитот, бидејќи знаете дека некој зел кредитот во минатото и некои од директорите не ги плаќале ратите. Еве се погоди на нас, ние као локална власт моментално заедно со градоначалникот ги сервисираме овие долгови. Редовно плаќаме по 2 милиони денари на Министерството за финансии од кредитот, да не дојдеме до ситуација да бидеме блокирани. Штипското јавно предпријатие стипен од наредната година како нова дејност има и поставување и одржување на уличното осветлување, со што општината се очекува да заштеди на оваа програма. За наредна година новитет на јавното предпријатие Стипион е одржувањето на јавното осветлување кој што ќе помине кај нас. Веќе ние се опремивме со едно ново возило со корпа и кран, каде што граѓаните може да видат дека ова година го користевме за украсување на градот. Од друга страна, исто така и уредувањето на самите тротоари ќе бидат како задача на јавното предпријатие Стипион, а и од сите они улички со качиња, каде што ќе треба побарање на нашите граѓани, степеници, некои рукохвати, да ги направиме, па се надевам дека и ова наредна година ќе биде успешна. Програмите на двете јавни предпријатија за наредната година денеска беа усвоени од страна на Советот на општина Штип.